Оваа недела одиме во нови авантури. Денеска со нас го имаме првиот од учесниците од угостителското школово Штип, Виктор. Па да видиме на кој начин тој денеска во кујната ќе се снајди и ќе го прикаже своето искуство. Не очекува прекрасна емисија. Какво и да е, несомнено е дека те очекува некое префинето, сочно парче на месо. Па Виктор како личност е секогаш сталожен и смирен и знае да биде решителен на моменти кога е потребен. Виктор како личност за мене е доста смирен и сталожен. Виктор како личност е многу позитивен и многу добро да се работи со него. Јас сум Виктор Павловски. Генерална инспирацијата добивам од извидници, првенствено од готвењето на кампови, готвењето во природа. Моментално не работам, но учам угостителство и туризам, поточно учам средно училиште. Кога тој готви во кујна е секогаш средено и тој е многу педантен. Доста забавен и доста интересно се готви со него. Највкусното јадење е копано со рис. Мојата љубов кон готвењето на почетокот се роди уште пред коронавирусот, кој помогав на мајка ми, но во текот на коронавирусот мојата желба порасна и на крајот на 9 оделение одлучив да запишам угостителство и туризам. Последно нешто што сум јадел воедно и највкусно беа бургери кои Виктор ги испреми пред скоро една недела. Највкусното јадење што го има приготвено е макарони со кашкавал и сирење. Највкусното јадење е копано со рис. На првиот рецепт мислам дека нема може да се сетам, беше одамна, но еден од првите рецепти, се уште омилени рецепти се дефинитивно едноставните торти, кои одат најчесто шлагови, пудинг, бискоти и слично. Да, секако дека верувам во него, мислам дека Виктор ќе победи поради тоа што е многу добар готвач. И го сака тоа што го прави. Типичното јадење од мојот град или регион е пастрамајлијата, почнем штипската пастрамајлија. Има шанси за победа, бидејќи тој има многу добар талент што може да го искористи. Јадење за симпол на детството и дефинитивно биле бискотите со млеко. Прво се превоа што сака да се тестирам, да и дознам своите граници и да имам дали уствари можам нешто на брзина да направам, а се уште да биде убаво и вкусно. Најсмешно искуство со него во кујна е кога заедно готвевме плескавици 4 сата. Искуството готвењето во природа, готвењето на оган и дефинитивно готвењето за повеќе килоги. За повеќе килоги, поточно порции за 200, 300, 400 плюс луѓе. Потпис јадење мислам дека неам се уште. Генерално сите јадења ги сакам и не би можела едно да изберам дефинитивно што е било потпис јадење. Генерално предизвици немам во кујната поради тоа што го работам со љубов и по-лесно кога работиш со љубов, поедноставно. Дефинитивно не си напнат, нема паника и слично. Мислам дека ни сите има десено, а тоа е да ни загори ручок или да биде дел од ручокот жив или слично. Доручок би започнал со нешто сладко, потоа овошје. Ручокот би бил генерално пообилна порција, а вечерата би било нешто полесно и дефинитивно пред спање во касните часови. Епа гледачи, убаво си поминавме овде, намистина, направивме прекрасни емисии, почеток од прекрасни емисии, од и секој дел е посебен, го имаме делот што ги представуваме учесниците, вториот дел каде они се представуваат или се уништуваат, така можам да кажам, се представуваат на најубав начин или па флоп и тоа е тоа. Не можат убаво да се снајдат во кујната, трема, малку на мирниците и све тоа. Епа, ќе видиме сега со Виктор, денес, ќе ни покаже неговите вештини. Се надевам оти ќе ми изненади. Да. Виктор е многу на рад пред камера, чудно, ти сите малку имат трема и све, он си е опуштен, си смее и све тоа. Таман, човек за пред камера. Ајде, да не чекаме премногу. Виктор, дојди, покажи ми го твоето јадење. Фала многу. Епа, Виктор, треба да ми го представи. Па да. Ајде. За почеток, фактички, дното е шпајети, кои се со сос.
Добро. Сосот е уствари кашкавал ставен во павлака за готвење, почнем во крем павлака за готвење. Понатаму врз тоа е ставено месото, почнем пилешкото месо, кое е испршено на тава, но е правено со путер, да. Добро. Аспарагусот понатаму кој е право сварен, потоа потпршен фактички во истата тава која се правеше и месото. Да му дава посебен шмек. Да, некој шмек. И понатаму има декорации како што се шери доматите и магданосот. Океј, едноставно, минималист. Ова е една мала порција, нормално се сервира многу поголеми. Многу поголема, Супер, но ми мислам се дека допаѓа. за пример доволно. Да, супер. Име да го крстиш јадењето? Дефинитивно е било можда пилешко на шпагети со сос. Само тоа. Па, Само тоа го имаме во тањерот. Добро. деломично да, мислам имаме ама и едно име, нешто попримамливо, нешто ми што ќе ми дава нешто апетит. Па да ми го отвори апетит. Пилешко, океј, пилешко или ама дефинитивно. кажи ми, или тестенини на тој начин или нешто посебно за тебе. Ти си Виктор. Ти си готвач. Така е. Срцето, како кажам, ти е тука. Од прилика. Па да, крсти го со. Јас меѓу време тоа именно ќе пробам и ќе видам. дефинитивно би размислил. Ајде, размисли сега. На крај сакам да ми го кажеш. Тестенините лесно се сечат. Добро се сварени. Да. Уште се малку алденте. Фали сол. Сосот е многу... Добро. Да. Се додава. Префаќам критика. Се додава. Не, Дефинитивно. се додава. Да. Месото. Месото со сос и аспарагус. Добра комбинација. Овде има сол, овде е вкусно. Да. Што го фали во тестенините. Тестенините. Добро, сега ќе направиме друго. Ќе земеме малку тестенини. Комбинација фактички. Да, Може. за да видиме ако комбинацијата од трите Дали ќе работи? состојки ќе биде избалансирана. Да. Така оди. Ми се допаѓа? Пак ќе кажам нешто едноставно. Да, дефинитивно. Што го правиме? Може да го правиме дома, може да се прави ресторан, ти зашто да не. Ова во едно мени може да биде дел од мените. Ако е нешто стил италијански мени, Па, дефинитивно името и повеќе ишло со тематиката на самиот ресторан. каде работиш во еден ресторан? Не работам, не. Добро. Можда летото да би, моментално не. Ова е повеќе италијанска инспирација. Да, дефинитивно, уствари од не. Ја сакаш Италија? Имаш нешто посебни вкусови за Италија? Не многу колку што повеќе пробувам да успеам со модерната кујна. Добро. И дефинитивно се, да кажам, најлесни, но највкусни, бар за мене лично. Али самото име дефинитивно би ишло со тематиката на ресторанот, например, се зависи. Да. Дали тоа ќе би по-традиционален ресторан, дали тоа ќе Или е по-модерен, по-модерен или слично. Да. Но дефинитивно би задржал со името во моментот. Океј. Али не мора значи дека нема да променам мислењето понатаму. Епа, браво Виктор. Ја како кажам, мислам ти ова, ти требаше малку повеќе време од 20 минути, ама дали си спремен да дојдеш во мојата кујна и да ми готвиш за 20 минути? Па мислам дека сум спремен да додам. Виктор, те чекам Се чекај. во мојата кујна. Се гледаме. Се гледаме со Виктор. Здраво, добар ден гледачи. Епа, каде сме? Во мојата кујна, моето омилено место. Не само за мене, на сите готвачи што сакат да готват, мора да имат при оваа кујна околу нив и да работат во незе.
за оценување, имам еден пријател денес, Богдан, го познавате, Богдан ќе дојди со мене и ќе ме дружи. Ајде Богдан, дојди овде. Здраво, Марко. Здраво, добар ден Богдан. Добар ден. Мило ми е што си тука со мене, да ми помагаш, оти на вистина, сам, да ги оценувам. Нема да биде фер. Реално нема да биде фер. Да, ми треба еден друг, за да имаме две различни, исти или различни миста. Не, ти си добар полицаец, јас сум лош. Да го видиме Виктор, доста чека. Ајде Виктор, дојди ни во кујна. Здраво. Здраво. Добар ден Виктор. Јас сум одлично. Шеф Богдан, дојди Богдан, дојди и остани тука, ти си со мене, ти мора да стоиш со мене. Пред се, еден готвач, секојаш кажувам, му треба една облека, што има, и чисто и све, браво. Многу ми се допаѓа. Една престилка, што ќе те представува, ќе ги представува нашите партнери, оти без нив не можеме ништо да направиме. Имаме Унибанка, извини мсье, тука позади тебе се, имаме Унибанка, имаме Президент, имаме Сарајева, Алпско, Кристал, Нептун, Беко, Фармер Бој и Андреја за убавото месо. Фармер Бој за зеленчукот што го готвим, не, што го готвиме, не, што ќе го готви Виктор. Уште нешто му фали. Млад шеф, млад талент, без капа. Ние немаме капа, ама он ќе има капа денеска, ќе има сите вешти. Ете така, како му оди, како му лежи убаво. Повели, отворија, гледај какви намирници имаш внатре, имаш време да размислиш, да, отвори, стај ги на даската и дај кутијата, јас после ќе... Ајде, да. Ставај ги едни по еден, да. Ти ставив малку мајчина душица. Да. Еден карфиол. Карфиол, добро. Путер. Еден портокал. Да. И сладокомпир. Добро. И ова е месо. Сега отвори го и ќе видиш какво месо имаш на располагање. Јас ќе оставам тоа таму. Вуаля. Аха, убаво парче јунешко месо. Кога ќе бидеш спремен, ќе ми кажеш, ќе остануваат 15 секунди, ќе стисниме тука и 20 минути ќе почнат. Океј? Повели, размисли малку што ќе готвиш, имаш уште малку време. Ајде овака. Еден совет. Да? Бараш еден совет од нас? Добро, кажи. Совет. Компирот. Да, Може да се варе. може да се прави пире, може да се прави пире, обавезно. Па ти одлучуваш. Мислам дека Ма све може да правиш тоа. Океј, за 2 порции Томан? стасало. Таман, мало гарнир. Ајде, Добро? ајде почнуваме. Ајде, почнуваме. 15 секунди поминуваат и почнуваме да готвиме. Ова знаеш што ти е за зеленчук, а? Се дера, да, се вади, да, така. Вара, многу лесно. 2, 1, 0. Почнуваме од сега 20 минути да готвиме. Виктор, спремен, искусен. Јас сум возбуден. Јас сум возбуден секогаш. Како е на него, ама јас сум возбуден сега. Ја да ти кажам секогаш кога ги спремам така намирниците, многу ми е убаво. Оти ставам и так си го правам филмот директно во, како да кажам, во главата. Ама тоа е тоа. Млади се. Тоа ми е убаво. Оти на нивни години, и ние што правевме ние? Мислиш што ти бевме на телевизија? Ние никогаш. Сега им даваме можност на нивни млади години да се покажуваат, да бидат во јавноста, да имат малку таа храброст, што ја имат сега на почеток, да се покажуваат. Тоа многу мене ми значи за нив за понатаму. Тука можеш да го ставиш? Да. Добро. Да. Да не забораваш сол, малку еленка, јас секојаш ставам за зеленчук за да му дава малку шмек. Но овие остаток од намерниците Ги ставаш на страна, земеш една може унизоле, да? мала. Ете така и го ставаш на страна, што ти останува. Многу си на рад, само да ти кажам, од имаш 17 минути и 25 секунди. Вака мене беше бокс со тебе. Тоа е, знаеш, ова можеш да го фрлиш слободно. Да. Ти мислиш, ти мене ми беше лесно.
кога почнав. Јас ја правев на надпревари, бев во Кина, бев во Истанбул, бев во многу држави да се надпреварам, бев во Франција и све тоа. Вака, се тресев, па да. Па нормално е. Ама гледа, он не се тресе. Он е на рад. Извини, да, само така он се прави. Директ. Да. Малку ти е чудно. Индукција е многу јако. Навистина бекови имат опрема, многу убава опрема и не дозволува да работиме многу брзо. Не, а индукција за мене е врв. Јас сум повеќе традиционален, а индукцијата да работи ви со тоа. Чисто е? Да. Лесно. Плинот е многу убав. Плинот е навика и можеш да гледаш, да дозираш. Да. Навика, ова не гледаш. Да. Стискаш 1, 2, 3, 4, 5, и после отиде. Знаеш колку таа изгорев така да не научи да работи на индукција. Индукција е многу опасна. Што ти треба уште? Па, да почнеме со месото. Може. Ова да ти кажам, знаеш, треба да се топли, да биде многу топла и да го ставиш месото. Имаш опција. Таа или таа. Зависи, ако планираш да печеш после тога да ставиш урено, онда таа тава. Ако не планираш ако печеш, тогаш ова. Моја Да. керамичка тава, ако планираш тука да работиш, керамичка тава ќе се користиш. Имаш тука, спремно е, ти е на максимално. Големото напред. Ете така. Вола. Океј, имаш зетин на располагање? Малку. Многу си на рад, 15 минути, а гледам само ставено карфиолот. И карфиолот се вари. Нормално треба да водата да врие и да го ставиш да се бланшире. Ама ајде, океј, секој со свој. Да остане крцкаво. Оставаме. Планира пире да направим. Може и пире, да. Да, сладо компир, ако сакаш да правиш сладо компир пире, мислам ти компирот треба да го вариш. Да. Добро, тогаш 15 минути. Почнуваме и со него. Организација, како кажате, и од почеток, и тоа е најважно. Треба да си правиш план во главата, почнувам со тоа, продолжувам со тоа, завршувам со тоа и ајде, сервираме и чао. Ама така е. Кристал, зетин, таман. Океј, нешто? Имаме ли други нешта? Новие или може Мало тенџере? Според шефовите работи многу на рад, но ќе успее ли да стигне во зададениот тајминг? 14 минути и 30 секунди. Времето лета. Време лети. Да. Ама е на рад. Колега остае ладан као шприцер. Опуштено. Ако. Опуштено. Имаш овде лупала. Да, може. Побере. Може и така. Да направиме, може ли над кантата? Може над кантата, може... Може. Да, се бо. Над Да. кантата. Имаш. Па да, не е Па да. така лоша опција. Да не забораваш, ти ќе го правиш пире или ќе го правиш на коцки, како ќе го направиш? Па било пиреот фактички дое од страна. Пире, добро. За пире, добро, како ќе го ставиш на големи коцки во вода, мали коцки, како ќе правиш? Да не забораваш што ти... се свари дефинитивно побрзо на посетни делови. Добро. Да. 13 минути. Паметна одлука. И јас исто би постапил како тебе. Пире од благ компир. Примамливо. Имавме прилика да разговараме во школото кога бев таму. Си окей, супер, многу храбри сте. Но да не заборајте, овде сте во школо, сте во вашето терен, се снаоѓате, си знаете све како се наоѓа, имате рецепти спремни и све. Овде, кога ќе дојдете кај мене, малку ќе ви биде по-тешко. Ама, окей, шеф, окей. Многу сум среќен. И тоа формата си е задал како нели направите такмичиња, овие надпревари наши интернационални као black box. Бејте така. И тоа не е ни малце едноставно. Може тоа на страна. Зетин одгори. Да. Сакам мало пред да кажам. Да. Дали си сигурен? Окей. Браво. Ајде. Од себе на... Да. На надвор. Таман, научено. Професорот убаво ме научи. Да. Само би ја намалил. Што сакаш, имаш штип.
Сега дефинитивно мој совет е да ставаш ово уредно. Не, може да стои така. Не. Може да само ке ти го намалам. Да продолжи да рад. Ете така. Не, он зеде сега тава сорачка што не може да оди во редна и не може да се продолжи и да се пече него остави на страна и Да, потреба. компирите уште 10 минути и 50 секунди. Многу сити. Многу помали треба да биде. Не треба многу побрзо. Да. Не, ја размислувам веќе се вадам. Дали помали или поголеми треба побрзо. Глава, ја веќе се вадим од ситуацијата. Да. Ставај ги да се варат, то ти не знам дали ќе успееш. Позади почнува да врие. Не, па да. Индукција е многу брза. Океј, го имаме месото, ги имаме компирите, го имаме карфиолот. Ќе идеме. Продолжуваме. Пали? Месото имаш две опции. Или го печиш ѓон, како е навика во Македонија, да кажеме, или Балкан. го правиш на Балкан, или го правиш малку по рер, да кажеме, крваво во средина, тогаш ти предложувам да го вадиш, да го ставиш на страна, да месото да одлежи малку. Знаеш, ти месо кој е печен, се стега. Треба малку да го ставиш на страна, за да се опушти. И да се само со себе вари. Да, ете така, стај го на страна. Со тавата, стај го на страна. Новија може да стане? Не. Со тавата го ставиш напред. Да. Ете така. Таман. Нека си го место таму. Добро. Ова да го намалиме или ти треба уште? На мен не треба, може да се намали. Океј, ти останува путер, ти останува портокал, ти останува мајчина душица. Портокалот може да се користи како сос да пробаме. Дефинитивно. Може све. Имаш овде. Како да го комбинираме? Ќе видиме. Повели? Реченица две совет за портокалот. Добро. Портокал се прави сок. Таман Сок се. е па или сок или малку од кора, малку од Сосот не мора да има. сосот можеш да го потребиш. Знаеш, кога дојдов во школото, што кажав? Убаво е да се употреба сокот од печењето, се додава малку сок и се продолжува да се прави сос. Да, посматрај го како некако традиционално. Да. Не мора да биде традиционален сос. Може да биде и редукција од путер, портокал и едноставно. Ова кажуваш, ти си му кажуваш све. И ја да ја почнав ти завршувам. не може, ме фаќа, ме Знам, те разбирам, ама тоа е тоа. ме фаќа. Како да, знаеш како да, Ја би вага се. тоа е тоа. Се враќам од тие млади дани кога падничев у боксот. И се Ја за тоа. би скокнал онутра. Цетка? Нема седалка, ке треба да го цедиш со рака. Не, со рака. Седалка немам. Не. Добро. Не, тоа е нешто што гледам оти ми фали. Ама знаеш, ако сакаш, можеш да земеш две вилушки, го ставаш внатре и вртиш. Имаш сок. Треба да се снајдиш во кујна која немаш опрема што ти треба. Да, како што кажам, што правиме у прав живот сега? У редовна ситуација. Та, која нема хартија за печење или хартија, се науѓа, правиш, науѓаш. Што ти треба? Чинije. Чинија? Да. За? Обично. За да го се сокот да. Не, за месото. Ти Имаш. Две. Валя, повели. Се натварила. Карфиолот се вари. Уште 7 минути. Оправаме се. Стига. Добро. Не, што правиш? Остай. Да. Знамо ти сакаш, ама стои тука. Океј. Сега. Може да се доси се не знам колку е топла тавата. Остаја таму каде За беше. може таму. Да, остаја каде беше. Ке му ставаш сега сокот Портокал.
Може овака директно, ја мислам. Да, ама ќе ти биде полесно со Да. внатре. Хап, и врат. Не се научите во школа? Не, генерално користиме по сеќи. Знаеш, кога ќе работиш во ресторан, може и седалката ќе биде употребена на некој друг и све, ке ти треба на место, и ти ќе стоиш, ќе мора да се снајдеш. Знаеш, кујната немаш све секојаш дома. на распо... Ни дома, ете така. Ќе отидеш Да. кај 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 комшијата, девојка кај комшијата, нема цедилка. кај тој кај Кај комшијата. девојка утре ќе готвиш, треба да се покажеш, нема цедилка. Ставај да во лавабото. Да. Ете така. Вала? Да. А? Се врие малку? Да. Океј? Уште 5 минути имаме. Виктор? Да. Се е под контрола? Генерално да, мислам дека Добро. стигаме на време. Добро. Свака част. Добро. 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 Нема нервози, неа паника. Добро. Така. Па ние сме нервозни сега. Ние сме нервозни, ама ти не треба да видиш. Он си на рад, Да. а ние вриеме. Ако така и треба. Ако паничиш, не Јако, може работиш јако. со жешко и со оштро, поарно да не паничиш. Да, не направиме глупост некоја. Супер. Поарно да стигнеме и да се види како треба. Па може директно у фриждер или там да стои па после да одигне. Ке го ставам у фрижидер, нема проблем. Може. Цука, беал, лажички. Да, имаш лажици овде Да. колку сакаш. Супер. Повели. Едно. Може. Океј. Секогаш кога се печи дали месо, дали зеленчук, нешто така, остава тоа сок во тавата. Тавата е богатство. 90% од луѓето ја фрлат со што има внатре. А сите вкусови се во И на тавата. месото цело. Па се да. вкуси од таа кора, од таа карамела што се фаќа. Точно. Околу месото. Е ова нормално кога му ставаш сок, треба уште да биде врело, да се направи, се вика дегласе en français. Дегласе. Да. Не знам како се кажува по македонски или по српски дегласе. Знаеш, По српски па исто ко француски En français. деглазирање. Па деглазирање, ете така. Не треба да биде исто по македонски, мислам, деглазирање. Го имате учено тој збор во школа? Деглазирање? Не. Како ви дошло, што е onda глас? Да, деглазирање, да. Да, ама на француском деглазе. Дегласе, Од- дегласе. Да го од. Се го имаш глас, го извадиш Што е сокот. глас? Глас е сокот. Глас е la glace de Аха, viande. да го Да. извадиш Извадиш сокот сокот. надвор. Да, дегласе. Дегласе. Вуаля. Ја им учам сега. Да. Да се замени фактичи за Може, слободно имаш кантат на страна, намерно, за да можеш да се употребиш, имаш све што ти треба. И имаш уште 2 минути и 50 секунди. Сега више 45. Не. Сега мислам, ти треба да почне да се треса. Не, окей, бе. Зашто? Никогаш не смее да се. Зашто? Окей, зашто? Зашто? Глупо прашање. Зашто? Па да. Одлично, ми се допаѓа. Окей. Добри сме. Но паника. 2 минути и 20. Нема паника. мислам дека не. Добро. Се уште. Не. Ќе откриеме понатаму. Хајде. Мајчина душица. Многу бав мирис. Да, може слободно да го остеш во тавата, знаеш? Тавата, да. Да. Па да не претрупаме. Не. Сол, бибер, такви ствари не употребуваш? Ќе употребиме. Чисто така, Стави ја на месо. Пратим га. да, на месо остае сол. Да. Па гледаш, што ти тоа, јас не сум многу за така. Многу луѓе, многу шефови, солат од почеток, после го печат месото. Мене ме нервира тоа. Сокот, што прави солот? Го вади сокот од месото. Ја имам неки Да. помешан став во вези тоа. Да, и јас не го сакам тоа. И бибер претходно. Кога го ставаш, конвертус. да, го ставаш во тава, биберот гори. Гори, да, тоа дефинитивно за Го менјава бибер, ако вкусот. збориме, Да, тука го менјава нема- вкусот. Нема збор. Солот го стега месото и го вади сокот. Месото е тврд. Јас Сол све може правам да се на крај. ставља, ама ако ќе стои месо подолг период. Да. Значи како во маринада, како составен дел на Не, маринада. никогаш, во маринада никогаш. Не? Не, уште бетер. Јас го користам. Па гледаш? Видиш. И ево ја кажам што ќе научам. Имаме различни, да, па да. Сол никогаш ни во маринада,
и за мене ни во печењето. Тоа се додава на крај. Го печеш месото, знаеш, и е пун со вкус. за фини овие на крај, горски меса. на крај Да. малку сол, малку бибер, таман. Пробај. Те молам. Пробам. Да, пробај, те Не, молам. ја Го работим говецко меко месо, на крај крупна сол ставаме. не? Да ти кажам, ти имаш 40 секунди. Добро. Добро, многу ми се... Се уште не се Да, скроз омекнати. за тоа ти кажав, пире треба да се вари, треба да се блендира. Од почеток, да. Нема проблем. Сега за блендирање, Поправиме. опа, чекај, има. Уште малку вода тука. Оп, вуаля. Тоа е готово. Ова за компирите. Одиме на тајм плюс. Не е проблем, ќе биде пенали за помина то време. Ја секогаш им кажам, знаеш, 20 минути не е лесно. Не. Многу е кратко. Многу. Добра организација, да се снаоѓаш, можеш да го направиш. Ама при крај си, од свема, требаше да ги ставиш на почеток. Се надевамо се оти сега нареден пат. Нема да не правим иста грешка. Таа уклучено. Да, уклучено е. Малку сол, бибер, путерче. Може? Ја кјути. Немам. Не можам да ќутам. Што ти треба? Дека снема. Што, лажица? Што ти? Не путерот. И Путерот ти види, го ставивне на страна. Повели. фала. Ако сакаш бибер. Имаш бибер тука. И се приближуваме кон завршетокот. Па да видиме, кимаат ли милост шефовите? Добри сме, ајде. Уште малку. Да, полека. Добро. Чекај, има систем. Ете, вуаля. Таман. Стискаш и вуаля. Сам си пред. Секунда. Многу добро. Машина. Имаме. Ама пирето, Рустичо. рустик. Со големи коцки. Тоа научи еден шеф, ако испадне малце нерафинирано, како што треба? Рустик. Рустик. Таман. Сега, да. Имаш голем тањер. Гледам ти ставаш све во едно... Во место, пробувам да ги разделам, а папу. Нема некој облик да добиеме мошко јас сакаш, ама... Ако сакаш да направиш облик, се опретреба 2 Канел. лажици. Правиш канел, да. Ама тоа ќе го Ја чувам научиш. совети за крај. Ќе го научи тоа полека. Не, знаеш, ја пак ќе кажам, многу сум среќен што дојде, што сакаше да се покаже. Да. Знам, им кажав, не е лесно. Тука е сега да прими совети од нас. Треба тоа да го сваќа како школа сега. Точно. Што се дешава? Секој Како една шеф, школа. секој готвач учи, секој ден. Све е добро дојдено секогаш. Карфиолот, да, Филоп ќе оставаме сега на страна и тоа е тоа. добро. Мислам дека може да завршуваме. Океј. Ги пробам, му стави сол во водата и све претходно. Добро, океј. Сол. Добро. Сосот. И завршуваме. Тоа е тоа. Ние можеме да кажеме оти сме при крај. Времето поминато, Толку е. Време не моли никога. ние ќе одиме да пробаме. Да, ќе одиме да пробаме, дефинитивно. А ние се гледаме за кратко.
Акција. Па Богдан, одвај, Сега тешко. заврши одвај, а? Одвај. Тешко беше. Јас секогаш им кажувам, пазете го времето. Организацијата ти го збореше и јас го кажам, имаш идејата во главата, терај. Има приоритет. Едно, второ, трето, завршуваш. Познавање реда. Да. За да познаваш ред, прво мора да познаваш намирниците. Да знаеш колку ти време треба за се тоа. Така. И онда го наредиш редно, како што треба. Тоа. Мислам ти малку беше изгубен, ама беше многу на рад. А тоа многу ми беше. Мене тоа беше импресивно. Вау. Импресивно. Ние скокав некако две пилиња така на страна, така правам. Да. Ти спремен за да гледаш како се карфиол, како е месото. Да, ама И он, што? Добро. Таман, добро. и тоа се цени. Тоа Да. треба има човек. И секоја чест. Да, добро, да пробаме. Добро да пробаме. Ајде, мислам ти Виктор да дојдиш со тањерот за да пробаме и да ни го објасниш. Ајде. Фала ти многу. Што ни готви денес? Мислам ти сите го видовме, сите го разбравме, ама убаво е да ти како да го објасниш што имаше денес, како намирици, како ги готвеше и како ќе го крстиш овај убаво јадење. Аха, Па почнеме со името. како сакаш? Ајде. Добро? Не, добро, да. Предлог за име би било дефинитивно Јунешко без стрес. Мислам дека е Јунешко но стрес. Па браво, браво. креативно. Оригинал. Го имаме пирето од слала компир Да. и брокулата. Брокула, И дефинитивно, брокула бела. Да, Карфиол. карфиол. Добро. И сос. Сосот од. Сосот беше со портокал и со путер. Добро. И И боктавата, фактички стоците што прожевме месото. а зачинот што го употреби? Како? А зачинот што го употреби? Макдонос? На Макдонос. Ова е Макдонос? Не. Мајчина душица. душица е тоа. Со мајчина. Бијаме исто така. Ме тоа му дава Неколку вкус. убав шмек на сосот. Да. За тебе. Задоволен си? Јас сум генерално задоволен, но дефинитивно би можело да се поправи. Тоа е, оставам на вас. Точно така, тука сме Да за видите вие. оцениме Да. неговата работа. Да, А? Него лагани Слободно, труд. врати се на место, ние ќе пробаме, ќе видиме на вкус, на Прво без мирис. да пробам. Примети. За сите, дор готвите. Пробајте тоа што готвите. Пробувајте. Јас се кјутав и бев повлечен по тоа прашање, ама све, значи како да даваш сам на себе. Како да даваш на не знам кого сакаш највише на свет. Баба, мајка, тат. Како да правиш за нив. Така треба да се посветиш Точно. на тоа јадењето и треба да го пробаш пред се. Ил тоа свој труд мора да го потврдиш да е добар. Тоа е почит према тој рад што го правиш. Точно и примат Не муштеријата. почитуваш, ако ти не го пробаш, ако ти не сакаш да го пробаш, зошто ја да пробувам? Не разбираш, ако ти немаш доверба, зошто ја, мислим, мене е се ово работа, ама некој друг, зошто би тоа Точно пробал? така. А знаеш, Едноставно. да пробаме. Да пробамо сега. Да видиме месото како е. Ја многу сакам месо да биде малку, таман за печењето Таман е таман. Сега ќе видиме со сосот. Да. Супер е. Сосот е окей. Пирето е малку рустика, како кажуваше ти. Да, рустично пире. Ама вкусно. Види, таа прича рустично уопште има смисла. Стварно поминува. Да, ма фали малку уште варење. Малку е, знаеш, крскаво под забот, тоа кажува ти е малку жив уште, сладок компир, убав е, вкусно е, ама е Молите италијани тоа кажу алденте. алденте, па сега добро, ајде, окей. Не знам во ти за компири се кажу алденте, окей, ајде. Шалим се. Да, добро, малку е алденте на вистина. Да. И да видиме карфиолот. Карфиолот ми се допаѓа малку тврда. Ова е алденте. Ја би ценил, карфиол е супер, кицкав, на Да. нож више, Ама, ali bi cenio da si ga sortirao na puteru i da si posolio vodu.
Чекал сум да го пробам. Знаеш што можеше да направи? Нешто едноставно. Ја направи сосот. Во сосот малку да го помине, да го стави на. Само тоа. Така, да. Чисто. Или еден круг, Да. буквално Нешто, каштала. малку во сосот ќе беше таман. Некој сол, Да. што тако. На Ја ќе земам уште едно парче месо. Оти ја многу сакам јунешко месо. Знаеш што? Многу сум гладен. А убаво е месо, Да. да не се лажем. Што се тиче презентација, на тоа се работи секогаш. Значи, тоа е твоја креатива и тоа се развива кроз време. Презентацијата се развива кроз време. Сигурно ја и Марк би го подруго направиле. Друга, ќе му објасниме Ама тоа после. е стилот. Тоа нашиот. секој. Ме тоа се Тоа е доаѓа нешто текот на лично што доаѓа више од текот на времето. Да, Знаеш, текот на пак има времето. трендови што се почитуваат, има навики и све тоа, зависи од кој ти учеше. И пак ќе кажам, твојата имагинација што имаш ти за да презентираш. Да почнеме да оценуваме ти луѓето почнеме. малку се ние јадиме, ама гледачите се прашуваат ние овие што прават. Тоа е убава страна на нашава работа. Да. Да кажеме на вкус. Добро. Ајде. Аха, а ова е моја. Овие се твоите, да. Да. На вкус. Да. Да, ти одличуваш, јас. Да, окей. За вкусот, за мене, имаш 4. Што е добра оценка. Оти фали уште неколку вкусови и све тоа. Ма окей, пак ќе кажам, со цел почит на твоите години, со цел почит на намените што ги имаше, ги заработи, сите, времето го помина, ама тоа е пенал што ќе го имаш на крај. Ти си малку по... Јас сум малце постру. Мора да будемо добар и лош полицаец. Не, имаш право. Мене највише ми е тоа што не е пробано ништо. И тој карфиол кој е без путера, без соли. Месо е супер и пире е солиден. И затоа е ова Арденте, тројка. да. Да. Добро, да, мислам Тоа ти. не значи дека не треба да се трудиш. Ова е Мора само да се една труди, школа. да. Не, тоа, да, ова е едно школа. И драго ми е да си остao смирен и да видим сега да подносиш ова критика како што треба. Точно така. Его убива кувар. Тоа ги ти кажа. Да. Егото е смрт на кувар. Егото е Следно? јак збор. Да. Следното одиме со презентација. Презентација? Да. Презентацијата е многу едноставна. Јас одам на 3. Оти имаше малку наменици и со тоа малку можеше да направиш презентација многу поубава. Едноставно, пак ќе кажам, пирето во средина, малку да си сечете, да го исечеше месото, да го ставаш на пирето, карфиол еднош, да, од секој страни, сос и ќе беше комплетно различно. Комплетно. Сигурно, Овде сигурно. завршив, ставам, сос и чао. Фалише многу. За мене тоа декорација е ствар укуса личnog. Да. Личnog неког развоја како креативност. Не сме сите исти, али јас си давам исто така тројка. Една причина, живееме у модерно време, сите имаме Инстаграм. И YouTube, Instagram, да. YouTube. Толку Чекај. ако не знаеш од каде да почнеш со декорирање, толку инспирација можеш да извлечеш. Знаеш што? Ба да го немаше телефонот. Немаше. Не се шалам, го немаше ама иначе Епа, да. у денот Ден, погледаш 5-6 јадења, има свега, стварно мислим дека креативноста да нешто е што мора да имаш во себе, ама за да ја пробудиш, сега е многу полесно него порано. Точно. Ето. Тројка, извини. Да. Сега за имагинација, за начинот на подготовка, све тоа, мислам, знаеш, ми кажа, оти размисли, ти остави доволно време на почеток да размислиш како да го готвиш тоа. Гледав оти за организација, малку беше изгубен. Што ти кажував? Оти пирето, требаш од почеток. Да. Месото можеш на брзина да го направиш, да го ставиш на страна, да го забореш. Како го направи таман. Карфиолот,
Исто го стави директно во вода. Карфилот треба да се чека да водата да врие, да го бланшираш, да го ставаш и после да го вадиш. Ти ги стави од почеток и го остави до крај. Ама добро испадна. Без речи. Да. Добро е испало. Да. Пак ќе кажам, организација и све тоа имаше проблем. Ама иде. Тројка, мислам ти е над средината и што е добро за тебе, пак ќе кажам за годините, за 16 години, што ни направи ти тука, окей, го помина времето. Многу нарад беше. Многу нарад беше. Супер, секоја чест да бидиш така нарад во кујна, оти ако имаш и колеги, ако си така со колегите ќе бидат нарад и они. Нема да има стрес во кујна. Така Е тоа прави многу тензија, стресот. Така. Што ја кажам? Лета тави. Ета тави, луѓе се сечат, луѓе се горат, таа тензија и onda ништо не правиме. Да. Не знам ти што е. Ја ќе видам поблаг во оваа ситуација, ќе си млад, за тоа треба искуство. И не само што си млад и што треба искуство, него се осеќа притисок од камери. Јас сум возбуден док снимам. Јас сум возбуден док го слушам Марк. А верувам да теби многу теже него мене. Не, мислам, добро му беше. Не, Само добро. дека мислата не може да си ја среди малце и можда и због тога и беше нарад, нека ви видна Да. мала парализа што се каже. Може, да. И ќе видим због тога поблаги, ало ова е прво искуство и не е нешто така што е ете размислуваш кој ќе гледа, како ќе гледа. Точно Дома ќе така. гледаат. И затоа ќе видим поблаги, ќе дадам четворка, све што е господин Марк рекол, све стои. Да. Без поблаги. Јас пак ќе кажам, секоја чест за годините, очекувам за неколку години да се видиме пак и порано и да видам што ќе ми направиш понатаму. Оти сигурен сум, оти има талент во тебе, има. И има. Има еднина, има нешто, има желба, а мора да повеќе, талент? повеќе, да. Да, талентот тука е. Јас би кажал талент и нешто што е битно, самодоверба, ама без оно токсично големо его. Таа самодоверба доводи до тоа да е ладен. Да, ме чекај. Верувам во себе, ќе го изгораме како и да е, ќе го направам. Да не му се макар качи- и да касним, да сум и поспор. Значи таа некоја самодоверба и контрола, верувам дека е тоа еден голем плюс. Шапо. Браво. Да. Мислам, ти можеш, да се вратиш. Сега е време за поклони. Можеш да ми го даеш тој првиот тука од президент, што е како поклон. Да, поклон од президент. Највише воли президент. Да. Нашите поддржувачи, президент, ти знаеш има крем, има путер, има пуно ствари. Овде имаш јогурт, има сирење, други наменици што кој ќе можеш да готвиш, да преш убави рецепти. Исто и нашите пријатели од Кристал. Кристал, готвиме со љубов, секогаш. Имаш зејтин, имаш тан, алва, имаш локум, уште други наменици што ќе може да се прават убави рецепти. Кај ми бегаш ти? Во меѓувреме, јас сега ме го кажувам, оти направив една книга, па да сите да го знаете, се продава кај или се 21 рецепти со пиперки, нашата величество пиперка македонска. Па да, во Македонија ги имаме најубавите пиперки. Најквалитетна пиперка. Па се кажува, има една единствена што е везената пиперка што ја нема никаде, што ја има само кај нас, а другите пиперки ги има во цел Ја свет. имам искуство со везени пиперки. Да. Лутите. Да. Джиш. Цел пазар го знаеш во тој момент. Сега гледачи, останува на вас да гласате за Виктор. Ако сакате да го видите уште понатаму, зависи од вас. Оцените се на Инстаграм, на Фейсбук, авантурите на Марк. Гласајте за Виктор, а ние се гледаме наредната недела со еден друг. Наредна недела, така Да. е. Гледате, Поздрав. да, следете на сите социјалните мрежи, Facebook, Instagram, YouTube, тука сме сите за вас.